Имаме ги сериозни предизвици. Работат ли странски служби, работат ли непријателски структури на НАТО, бидејќи сме ние членка на НАТО? И кои се предизвиците? Би сакал да споредам состојбата која што сега е во моментов на Блискиот Исток. Колку и да не ги оправдувам политиките на Нетањаху, јас се воодушевувам на разузнавачките капацитети и на разузнавачките и контраразузнавачките служби, да. Ако може да кажем како дојде воопшто до нападот на Иран, не му текна преку ноќ. Најнапред, ако се сеќавате, губија лидерот на Хезбола во Либан, па потоа се направи сето на сценарио во Сирија за да се тргнат руските трупи кои што беа во Тартус, меѓу останатото, за да имаат непречен премин израелските авиони до таму. Без малку со милиметарска прецизно да ја гаѓаат веќе зацртаните цели. Ако се согласувате дека тоа веќе наликува на еден сцена, односно дистопичен момент како од Матрикс филмот, тогаш тоа е во прашање сосема на место и одговорот е едноставен, но и се содржаен. Да, имаме сериозни закани. Токму од тие причини е потребно вложување пред се во овие сајбер капацитети и во развој на вештачката интелигенција. А за тоа ќе ни треба навистина поддршка од Запад.